Оваа недела нашата потрага не води во магичниот предел. Маврово Ростуше. Маврово е вистинска природна оаза. Планина, езеро, шума и чист воздух. Место каде природата и традицијата дишат во ист ритам. Ете, токму од ова прекрасно место ни доаѓа денешниот надпреварувач – Седат. Седат е млад талент која носи традицијата на своето поднебје во секое јадење што го создава и е подготвен да покаже што значи страст и умешност во кујната. Дали токму денес неговиот рецепт ќе го воодушеви жирито и ќе обезбеди чекор поблиску до финалето? Останува да погледнеме. Јас сум Седат Фейзули, имам 24 години, доаѓам од Маврово Ростуше. Инспирацијата ми е мојот татко, што е шеф долго години и сакам да идам по стапките негови. Јас сум директор на хотелот и новиот сопственик. Седат ни е прво и као другар и као кувар, значи е екстра дечко. Здраво, јас сум Сенис Џемаиловски, другар на Седат, близок и истовремено и колега во хотел Мија Маврово. Јас сум тука главен келнер во Мијас Фаворит хотел. Со Седат моментално сме за кратко време станаме добри другари. Многу добри другари, пошто он дојде сега и тој е тука во околу 4 или 5 месеци, ама добар другар е сега за сега. Да. Мојата љубов се роди кога прв пат излегов со мојот татко, после толку долго време, излегов надвор. Гледањето од друга страна, од други аспект, како шеф, ми се роди љубов, што сакав да идам по стапките на татко ми. Седат е отворена личност, значи доста позитивна, зборлива личност, тоа како карактерна особина да го извојам. Снаодлив во било која работа. Обично, значи, со еден збор кажано, позитивна личност. Седат како личност е добра, многу позитивна личност. Голем човек е, за кратко време сум го запознал, така да од Седат моментално сега за сега е многу добар. Седат е мирен дечко, има добар карактер, се однесува професионално, убав дечко. Самостојно, мојот првиот рецепт бил пилешко во аларома сос, тоа е пилешко со томато сос и пармезан. Обично секој јадење кое го готви, со љубов го готви и секогаш е вкусно. Значи за било каков производ станува збор, секогаш јадењето е вкусно. Седат кога готви многу добро е, прво расположен, он готви не као за себе, прво за себе, после за гости, така да е многу добро расположен, работата што ја работи е многу со голема љубов е работи и е моментално многу добар. За мене највкусното е, значи, телешкото месо го прави многу убаво и италијанските храни, значи макарони, шпагети, тие му се број еден. Седат кога готви, обично јадењето е многу вкусно, во кујната е забавно доста со него. Исто така пофалби од гостите, коментарите се секогаш позитивни, јадењето е превкусно, така да во глобала Седат е многу добар готвач. Најтипично јадење нашиот регион го заследуваат како полнети пиперки, качамак, ајвар, така да традиционална храна на западниот регион во Македонија. Као карактер Седат е многу позитивна личност, голем другар, сака многу да се дружи со сите, не сака нешто на страна да оговара за овој така, за оној така. Во глобала, значи, е многу добар човек. За мене, посебно. Седат готви секогаш со љубов. И многу готви, значи, полека и многу пажливо. Се пријавив
од љубов према готвењето и ми излезе шанса, сакав да искористам шансата и да не ја пропуштам таа шанса да работам со шеф. Значи, секогаш е смешно кога седат во кујна, секогаш се дешаваат некои зафрканци, ама обично вака не може да се издвои нешто што, значи, секој ден е забавна личност, значи, тоа е тоа. Кога ќе изгори, заборава на тавите. Кога се многу топли, фача некојаш, ќе му изгори раката. Мене, посебно што ми има подготвено, има добар бифтек, многу добар бифтек ми има подготвено. Посебно за другите јадења може и он да готви, ама бифтекот го спрема, значи, колку што може најдобро. Моето потпис јадење е полнето пилешко на мој начин, со интересни состојки внатре и сосот изгоре, така да може да биде добро, тоа е импресионивно. Секогаш сака да се напреварува, да каже дека знае. Секогаш нешто ново ќе измисли. Седат е професионален кувар. Најсмешното искуство со Седат е кога има малку, така да речеме, кога не фаќа премногу малку гужва, не фаќа он, ако му порачаш, да речеме, една маса, две има за спремување, ако му порачаш нешто плюс, значи тогаш малку може и да збесне, ама горе-долу се справува со ситуацијата. Предизвик е секој ден во кујната да работиш. Така да тоа е најдобро нешто. Тоа е најголем предизвик, секој ден нешто ново да правиш, нешто ново да работиш со многу колеги, со добар круг на колеги. Ја мислам дека има шанса за победа, дека секогаш кога сака тој нешто да направи најдобро и го прави. И го прави со многу љубов. И мислам дека може да победи. Јас реагирав посебно да ти кажам добро, му реков дека многу добро направил што се пријавил во ова шоу, па да видиме, може и да стане и победник да победи на ова шоу. Прилично бев изненаден, викам, од каде го исцрпи тоа, од каде се информираше за тоа, меѓутоа бев изненаден позитивно и викам дека би ми одговарало да бидам дел од твојот тим што би те представувал во телевизијата. Гастроинспирација, како прв пат што сум видел гастроинспирација е татко ми, а како второ се шеф Марк и шеф Никола. Здраво, добар ден гледачи. Нов ден, нова емисија, нов предизвик, нов учесник. Што ќе биде денес? Денес сме во Маврово, Мавровското регион, Маврово, Ростуше. Седат, сакаше да се пријави, Седат, слушнав за него и многу збори. Епа, и тоа треба. Сите кажуваат и јас зборам многу, а готвач сум. Нема веза. Луѓето што зборат многу, имаат многу за да кажуваат. Мислам, со толку зборови, и јас ке кажат оти многу зборам, да го викниме Седат да ми покаже што ми готвеше денес. Седат, те молам. Добар ден, шеф. Добар ден, Седат. Повелите? Ова е моето спремено полното пилешко на мој начин, со мој мал експеримент. Мал експеримент, Пире добро. од морков и малу капулово кисело. Гледам оти има многу Да. капери така околу Да, све тоа. да. Оригинал, има и печурки. Да. Океј, шампиньони, ловоров лист. Да, малу не се зеленчук на не се стара, јади да. ловоров лист, ама океј, убаво е за Decoration. за презентација, да, за да да, кажам. да. Од каде ти текна таа идеја? Зошто ми го направи ово Не јадење? знам, ова ми е некако така најспецијалитетно што сум го спремал и што сум го гледал од мојот татко да го спрема ова. Најчесто. Добро. И ова ми падна на памет као презентација да го испрезентирам моето јас, што сум го научил со помош на други шефови, што сум крадел идеи и нешто мал експеримент направив од мене. Добро. Да, би сакал да го пробате, па Има нешто посебно внатре, тоа е внатре е пилешко? полнето, да, внатре е полнето со кашкавал, малце кисела крставичка и малце говедска пршита. И говеска пршита. Да, да. Браво, ми се допаѓа комбинацијата. Да. Зошто не ми направи пире од тиква, оти сега е сезоната на тиква? Можеше тоа? Да. Морков. Само- Океј, не, супер. Оти бојата ми личи на и на тиква. На боја на знаеш ти, тиква, да, и тоа али го тоа е боја од морков. да, така, тоа го очекував и тоа да, све. да, да. Со каперите, Да. мислам оти има малку како Кисели да кажам. капели, тоа е малце да контраст. И Това е потекло, италијанско потекло. Да, да, да. Капери. Да.
Имаш ти работено во Италија? Да? Да, во Италија. Па сега мислам ти мора да се проба. Пробајте, не знам. Ајде. Да видиме ако е све тоа убаво печено и све. Крајот е окей. Да. Пирето, капери. Има синостирење внатре. Тоа е малиот експеримент од мене, што сум го направил плюс екстра. Само заборавив да го... Да, оти малку јако е. Окей, Да, убаво е, ама јако е. Мало on the top, like Добро. blue cheese, да. Окей. Ми се допаѓа, оти навистина е изненадување. Го сечиш Благодариме. пилешкото? Чест ми е. Да. Фала. Окей, ајде ќе видиме сега само каперите. Пирето. Малку маслиново масло околу Да. тоа. Шампиньони се таман. Има малку модер патлиџан, има тиквица. Да. Коцки, бруноаз. Браво. Убаво е, навистина. Не е нешто да кажеме вау, ама Солидно. убаво е. Да. Да. За мене е окей, е избалансирано, Да, балансот не е мора премногу да си, солено, не е премногу... Да. Можеше да се додаде малку нешто уште друго посебно, еден зачин, нешто, едно босилеке, нешто така, ама со каперите, со маслиновото масло и све, ми се допаѓа. Не, добра комбинација, ми се допаѓа. Да. Пак ќе кажам, едноставно јадење, Класик. Да, класик. традиционално, ама добро направено. Колку време ти требаше за да го направиш ова? 15 на минути. 15 на минути. Да. Добар 10 си. до 15 минути. Добар си, ако може да го успееш да го направиш това за 10-15 минути. Да. Предизвикот што јас ќе ти го направам во кујната за 20 минути ќе ти биде Easy. многу лесно. Ќе треба да го намалиме тогаш. Може, не е проблем. Да, не е проблем. Мора да биде исто за сите. Предизвикот е за 20 минути во кујната да ми направи една рецепт за двајца. Може. Спремен си 100%. да дојди во мојата кујна. Седат, те чекам во мојата Мило ми, кујна. Може. Се За гледаме кратко брзо. одиме во мојата кујна, се гледаме со убавини или со бла-бла. Ќе видиме. Или бла-бла ќе биде преубав. Се гледаме за кратко. Се гледаме. Здраво, добар ден гледачи. Каде сме? Во моето царство, во мојата кујна, моето омилено место. Секогаш го кажувам тоа и уште 100 години мислам ти ќе го кажувам тоа. Зошто? Оти навистина така е. И мислам ти така е и за сите што сакаат да бидат готвачи, мислам ти најубавото место е во кујната. Борче, ајде, дојди ми, мојот асистент судија денес. Ајде, здраво. Здраво, Борче. Како си ми? Ба, супер, одлично. Како Одвај. помина оваа недела? Епа, окей, на потрага на млади таленти ги наоѓаме. Дојди, не бегај ти. Одлично, Не бегај одлично, ти. така треба. Ги наоѓаме полека, ги имаме од цела Македонија. Цела Македонија. Тоа е поентата. Скопје има многу, ама имаме од Тетово, Маврово, од цела Македонија. Денеска ни доаѓа од Маврово. Се вика Супер. Седат. Ајде да видиме. го- Да се запознаеме. Да се запознаеме. Ајде Седат, дојди кај нас. Здраво. Добар ден Седат. Добар ден. Маврово повеќе ростуше. Ростуш. Ростуше. Здраво, Седат, добре дојде. Како си ми добар? Добре. Убаво место каде работи, оти работи бевне во Мијас. Мијас се знае, еден од Да. хотелите што се околу езерото од Мавровското езеро, така се Да, кажува? така. Мавровското Точно. езеро. Ни направи едно јадење, нешто едноставно, ама навистина беше вкусно. Браво. Не очекував тоа плавото сирење внатре, малку ми бе, сечиш, окей, а не ми го кажа од почеток. Беше малку изненадување така. Да. Така. Знаеш што има тука? Не. Не, бе, ја не знам. Не, лажам. Ја Наскоро знам. ќе да знаеме. Ајде, ќе видиш.
што има за во кутијата сега, повели. Интересно. Интересно, да. Имаме Цвекло. цвекло. Ова е некој овоше. Да, тоа се посебни овоше што ги избунеа едни Да, баш. од другите учесници. Ова е passion fruit. Passion Куидра fruit. пасион. Аха, окей, Passion да, fruit, passion fruit, да. Едно компир, Компер, ставај ги на даската, овде, да. Така. прас, Имаш прас, тиквица, тиквица, имаш малку повеќе намирици. што Да, традиционално. тоа е сирење. Фета сирење, Аха. путер. И И, имаме и, мисиркино филе. вуаля. Аха. Сега, гледај ги намириците, на рад, размисли, што сакаш, ја се ставам на страна кутијата, размисли. Дали сакаш да работиш со ракавици? Да, ако може. Да, окей. Слободно. Валя, јас ке те Благодарам. валя, некако принц, а? Ти повели, мислам ти имаш мала глава, голема капа, Да. ќе видиме. Дали ќе издржи, па имаш големи уши. Па да. Ќе држи. Валя, Тамане. таман. Супер. Голичи. Можеме да кажеме, Одличен. ти голичи. Ајде. Благодариме. Малку размисли за Да. што ќе готвиш. Интересно. Ари така. Можеш све да употребиш, имаш уште дополнителни намирници што се околу тебе, исто во фрижидерот овде. Да не забораваме да ги, додека сме на фрижидерот, да ги спомниме сите наши поддржувачи, президент, Унибанка, Сараева ресторан, Кристал, Алпско, Нептун, Беко, Фармер Бој и за месото Андреја обавезно. Ете тоа. Времето поминува, ќе мора да Може. Може? Може, да. одиме за 10 секунди. Може да почне. 5, Готово. 4, 3, 2, 1, ајде, одиме. Со среќа. Побри. 20 минути почнуваат сега, готвењето почнува. Се надевам и мислата почнува да му доега. Ете тоа е. Дали може тука само да исчистам цвеклото? Можеш слободно, како ти одговара, како ти оди си во твојата кујна сега. Ти одлучуваш све што ќе правиш. Слободно, може да објасниш што ќе правиш. Ако сакаш да збориш, мислам Може ти. цвеклото. Не. Моабетот му цвеклото падна малку. Да го исчистам малце само. Треба Добро. да го свариме. Добро. Цвекло има многу различни начини за готвење. Од цвекло се прават чудесни. Денес многу е тренд, да кажеме, Да. во кујната. Ама пак ќе кажам, многу луѓе не знаат како да го потребуваат. Знаеш ли, цвеклото мене не го сакав, јас кога бев дете, имаше така вкус на земја, да, баба ми Или го каже. многу здрава намирница за крвта. Премногу, да. Доколку го конзумираш секојдневно, и ти ја прочистува крвта, ја прочистува јетрата. Многу е здраво, навистина. Ако сакаш да потребуваш кој напред, назад, како За- ова, овде, Да, добро. за да сварам цвеклото само. Океј. Тука. Валя. Се надевам ти нема да го оставиш во едно парче. Така ќе го оставиш? Не. Ќе го сецкам. Малку ми беше чудно, че само го... Добро. Малце ракавиците се големи. Ракавиците? Да. Епа, Нема врска. пази да не работиш со гума плюс. Не. Затоа кажувам секогаш јас почитувам на вистина кога сакаш да работиш со ракавици, гигиена ти прави, ако сакаш да работиш со ракавици, ти Малце треба и осетот се губи. ти треба 3 ракавици. Да. Работиш едно, вадиш ракавица, продолжуваш со друга, трета. Ја Може да почитувам си искористиш и друга даска. и друга даска, може да се употреби, да се мијат раците во меѓувреме. За мене тоа е стара школа и мислам за мене Да. најдобра. Секој на свој начин. Пошто цвеклото секојаш ти пушта боја. Да. А го сечеш на бела даска.
Има други даски овде на страна, ама Може да се искористи. треба да му текне 17 минути и 20 секунди ти остануваат. Океј? Само ти е време да го оставиш цвеклото да се вари. Цвеклото го вариме, а тоа дефинитивно ќе даде посебна боја и свежина на рецептот. Колку е брза индукцијата? Многу, не? Да, топла е водата. Топ. А да? Океј. Може грил тава да искористам? Може, грили тава? Само што треба да се стаи Само што малку. јако. Само поле. Ке вадиш, ке ја ставаш на страна да се стопли. Оти витрокерамика е секогаш малку побавен. Најдобро е да употребим индукција. Индукцијата. Да. Се губало неколку пати во збор. Јас турку што зборам више машината за зборење више се кочи. Путер? Да. Знаеш, ти многу брз е. Е така. 16 минути уште остануваат. Океј? Да. Добар си? Одлично. И ние сме добри. Да, супер. Кул. Ја мислев ти ќе беше малку Попуштено. да, не па окей, не. Ама дали ќе стигне? Ќе видиме. Некои намирници сакаат готвење. Се суво. Passion fruit. Да. Преубаво, ја многу го сакам. Фармер Војн ни го даде така неколку парчиња, на вистина јас ги сакам, ама ги збунуваат многу готвачи, оти не го знаат, не знаат како да го како да. да Го искористиме блендер, така? Блендер, па да, обавезно, све ќе. Имаш и рачен блендер ако сакаш на другата страна, ако ти биде полесно, све имаш на располагање. Да. Компирот? Океј. Што ќе правиш со компирот? Со компирот ќе правам помфрит. Помфрит. Да. Добро. Мал гарнир од страна. Помфрит. Се останува 14 минути, 15 минути. Добро? Лета времето. Океј. Помфрит, ти треба зетин, треба да го грееш зетинот, треба да... Треба време. Затоа погледнав натака дали веќе има ставено Па зејтин. нема фритоза, немам фритоза. Не, дали веќе во тавче има ставено зејтин за да му се стопли, ама Сега ќе ставам рамо. Само длабоко тавче. Ако сакаш Може длабоко да тавче, може да искористиш ова. подобро да употребиш Може ова? ова. Може тука или? Да, може тука каде и побрзо. во ова ќе ти собере многу повише зејтин. Него тоа. Но не му треба појќе. Па не му треба, да, ама одека и ова ќе ти биде побрзо за ќе ти се загрее. Многу го помагаш. Не оди тоа. Кристал, обавезно, сончоглед. Да. Тавата се загрева, времето одминува, а енергијата во студиото расте од минута во минута. Само пази да не ми ја запалиш кујната. Не би требало. Ти на вистина тоа, па не би требало, не, сигурно не би требало. Се надевам ќе поминеме без такви инциденти, Марк. 13,5 минути. Океј? Да. Прв пат што некој ми прави. Так, океј. Многу Супер. сигурен во себе. Да. Ја многу сакам, ама пак ќе кажам помфрит. Вистински помфрит. Како се прави вистински помфрит? На белгиски начин да кажеме. Нели? Има две. Има Се- процедура. Има процедура. Прво се Бланжира, бланшира, да, 4 до 5 после? минути на 140 степени и после се печат една минута, минута и пол максимум на 180 степени. Како ќе се снајде со температурата? Арно, оти во кујната, имаме, термометар. вала, повели имаш и термометр за располагање. Ако знаеш да го потребиш. Да. Јас го оставам
Да. Малце проблем направиме со бојава. Цеглото се вари. Компирите ќе бидат црвени. Нели? Па да. Што да ти кажам? Па че... Не, извади го. Да не кажам зашто гуменото не го вадиш, ама да не влегуваме во детаји. Температурата сме на... Ако ти си додоле, пази. Не. Тука да. Мислам ти е добро за прв. Прв чекор. Да. Ова се помфрито, а? Малце по Крупни. Да, окей. Да. Добро. Покрупен. За малце за шарање на тајни работи. Работи полека, но фокусирано и сконцентрирано. Пази кога ќе ги ставаш. Да. И помфритот влезе во игра. А ние се побрзо се ближиме до крајот. Да видиме што следно не очекува. Па веќе беше редно и месото да влезе во игра. Арно, ти сме тука малку да помагаме оти, на вистина. Доста ставаш. Да. И ти претече заетинот. Може да го... То може го... Можеш слободно. Имаш голема цеделка тука на страна. Може слободно да ја употребиш. Не така. Како да става? 11 минути. Многу е на рад. Не ми збори многу. Чудо. Да, нешто се замисне. Компирите се прават. Свеклото се вари. Готово. Ама ништо друго. Сега за сега А пола време помина. Не, мислам ти не. Това е голема грешка. Ги знаеш кој беа претходно? Ги знаеш кој секој што ќе ставаш? седните ќе ти биде испушен, Па други да. не. Да. Не е паметно што правиш. Или ги вадиш. Со што да ги вадиш? Имаш ова или ова. И ова ако сакаш. Само малце. Просто ми треба. Ставај ги внатре. Отвори, ставај го внатре. Да, Па да, вака, вуаля. слободно. Па да. Да го стопирам време. Да го стопираме времето, мислам, ти ќе треба, па 9,5 минути, за да... Зашто не си ставил овде каде има пауза? Пауза нема, никој нема пауза овде. Никој. Ете така, ова ти се првите, окей. Па веќе беше редно и месото да влезе во игра. Држи, земи ја. Точност и сигурна рака. Тоа се гледа. Ритамот на ножот ни кажува се. Си работи смирено, но одлучно. 9 минути. Но за жал времето не јаде. Ке треба да побрзаш малку. Јас повеќе ќе ти предложам да ти биде полесно, да не го потребиш ова, да го потребиш рачниот брендер, ако сакаш да направиш едно пире. Да. Епа. Ставај све во това. Извини, јас си дозволувам така за да ти биде малку поле. Да. Да видиме. Премала количина за блендерот, ќе врти џабе за тука ќе се снајдиш полесно со рачниот блендер. Веќе имаш подобар резултат. За мене. Имаш тука струја на располагање. Копла, обавезно. Имаш копла отворена овде, горе, тука. Океј.
Крајот е на повидок, но се уште не знаеме какво ли изненадување не очекува од Седат. 7 минути и 20 секунди. Знаеш, ти немаш уште месо пржено, немаш уште... Тиквицата уште не Да. е искористено. Многу се фокусираш со едно, а го забораваш целото друго. Не може побрзо. Имаш турбо, имаш друг стискање. Другиот. Извади го. Чекај. Вуаля. Ништо. Океј. Зејтинот чека нешто да му се става внатре. Вуаля. Извини што ти... Помагаме. Да. Па мора, мислам малку е ти изгубен. А? Да бидиме искрени, малце, да, малце повеќе. Како се блокира. Да, ова ќе треба да се... Па друго е кога готвиш кај тебе на твој терен, а друго е кога готвиш во кујна пред камери. Плюс. Ставај го месото. Па све, може бер нуазет. Карамелизиран. Бер нуазет да направиме, да. Ја ти предложувам да му ставиш малку зејтин внатре. Може да се качи температура. Ставај. Затоа што млечните ноти што ги има путерот, више горат и почнуваат да даваат Лош вкус. И не здрав. Ете така. Секогаш во кујната, не знам дали го научи тоа, се додава на путерот, се додава малку зејтин, за да може се качи или го додаваш на крај. На крај, да. Путерот. Да. Имаш уште 5 минути. Имаш уште прас, тиквица да готвиш. Да готвиш исто passion fruit. На путер. Па све на путер, убаво е тоа French kitchen. Добро. Крупчиња. Ова ќе бидат како гарнир. Окей? Да. Ова ќе биде гарнирот. Од крупчиња одиме на коцки. Добро? Да. Окей. Предлог. Месото. Много да научи. Окей. Уклучено. Уклучено е, максимално, ама требаше да се прави малку однапред. Ти кажав, Витор керамика е малку побавно. Побрзо е индукција. На 9? Ова може, ова е завршено. Максимално, не, другиот е power, 5. Пак максимум power. Извини? Ова е завршено. Окей. Само да го исклучим. Ќе треба уште една, што ти ова ти се... Добри се така? Криспи се. Добро? Да. Да. Окей. Дали се варени внатре? Имаш уште 3 минути. Парче од ракавица. Тие ракавици. А? Колку се добри, ама толку и се лоши. Јас, например, не ги. Ни јас, Не ги практикувам. никако, не. Почитувам, ама Затоа што мислам дека ако на некој човек му се најчисти рацете и најперени се на куварот. он си ги ми време ги време. Затоа што во Глеј, секое
движење си под вода, миење. Деше напред почеток и след на ракавици. Да. Не оди. Јас сегаш кажам, ако сакаш да работиш во ракавици, ти треба минимум 3 пара. Правиш нешто, вадиш првата пара. Втората, третата. Не оди, не оди. Ама тоа е тоа. Ајде. Негова одлука. Точно така. Седат, ќе остануваат уште 2 минути. Passion fruit? Што ти беше Сакав да идејата? направам мал сос. Сос, Да како контраст, да направам контраст, да направам на. Добро, ме на како ќе го пеш, мисирката. ќе го печеш, ќе го. Сакав да го карамелизирам. Збори и работи додека... Да, Сега да го работи, карамелизирам, работи, да. работи. Стај го да се карамелизира тогаш. Стај го во тавата, нека се подпече. Па да. Извини. Стај го така и ќе го вадиш после. Стај го да се... Тамо. Да. Појако од мене. Многу му помогна. Борче, да. Ова е голема помош. Да. Многу му помогна. Благодариме. Ова е голема помош. Ме боли за тебе. Минута и 10 секунди. Не ме гледај. Проблема? Проблема, Борче. Ај, многу си ги сакаме. Овие млади, секогаш имаме надеж во нив. Имаме и све тоа. поддршка секој за нив, него мораат и они самостално некојаш да размислуваат за сите работи. Па да, Затоа што ние нема да бидеме каде што он ќе работи некојаш. И нема да му кажам. Кажи му. Уште 30 секунди. Ај. Мислам ти е време да се става Да во ставаш танги. да сервираш. Да. Двајспет секунди. Што правиме ако истече времето? Епа, пенал. Стопираме? Не, Црвен. не стопираме, ама Црвен картон. това нема да му оди како бонус, му оди како малус. Тоа е. Црвен картон. 9. Да? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Помина време, за жал не успе на време да заврши. Сега чекаме да заврши. Се случува. Драги гледачи, имаме не се кажува трпење, имаме како се кажува? Респект. Респект. Ете, кон јадењето да си го заврши. Не Нормално. успе за 20 минути, ќе има пенали за тоа, ама ајде да го заврши. Сепак треба да се јадењето. даде шанса на младите. Точно. Идејата вака му е добра. Не, идејата е окей, гледај. Убаво све. Се задржав на Аме. истата идеја, не сакав да променам идеи. Сакав истата да завршам, али малци Ма требаше подобро да се организираш. Организацијата треба да ти биде подобра. Лоша организација. Организацијата. За жал Седат не успеа да заврши во зададениот тајминг. Но да видиме, дали сепак неговиот рецепт ќе биде достоен за аплауз. Пенал. Сирењето, ама тоа е тоа. Мислам од има едно парче нешто што е вишок на тањирот на страна. Да. Што ти треба? Побали нема, за да го отворам. Ова да го отворам. Не мора. Или? Или, што сакаш? Сакам да направам нешто, ама не знам. Пробај само стисни вака. Над месо. Над месото. Тоа сакав да го направам као сос. Само Ете го. многу ми одзеде Ете го време. сосот. Ете го ла. Да. Тоа ми беше идејата со passion fruit кога го видов. Идејата тука е, идејата до крај, ама времето не беше со него. Времето требаше поише. Да. Мислам од ти парчето што е на страна, тамо може да го, сега. го вадиш, Одма сега. повели. И. Заврши. Заврши. Да. Еден аплауз за охрабрување.
доживував не денес едно мало фиаско, да кажеме. Да. Па тоа е терминологијата исто за вукуина, фиаско кога него. Океј, на крај го заврши, ма му требаше малку повеќе повеќе време. од 20 минути. Зошто? Основата зошто? Тоа е тоа. Ајде, седат денес донеси ни твоето едно тањир, твој што е за тебе најубавиот. Ете така. Океј. Тука. Благодарам. Седат, што ни направи денес? Ми сеќавам месо во пире од цвекло со малце гарнир зеленчук, поточно тиквичка и прас пропажен во путер со пешен фруит овошје од озгора као сос. Како сос? И Да, компир. и малце компир, да. Добро. Како ќе го крстиш овај јадење? Домашно фиаско? Нешто, не знам нешто, како ќе го крстиш тоа? Хаос во Па, тајнер? да, хаос во тајнер. Хаос во тајнер? Може, да, хаос во тајнер. Знаеш, овие се првите зборови што ми доаѓаат. Хаос Извини. во тајнер, да. Не ќе го повторам зборот што го кажав претходно, и пак имам проблем. Да не, Така е. да? Ама се трудеше, се правеше се све тоа. Пак ќе кажам, многу збореше, кога го видов прв пат, кога го видов во хотелот таму во Маврово, и вау, тој ќе ми се направи нешто, знаеш, генерално луѓето што зборат многу брзат, многу се. Сега се изненади. Камерите не е изговор за мене, камерите. Знаеш, ако си малку непаметен на тоа, може да се исклучиш од камерите и да се посетуваш. Што повеќе на се сконцентрираш на тоа што го правиш, нема да ти се ништо ти го одземе вниманието. Многу лабав, не знам, многу Многу сигурно влезе во не се знам тоа, дали мислеше сигурно, дека ама од почеток да, почна со помфрит. Добро, помфрит, ама помфрит не ги почна, после само 10 минути почна да ги прави. влезе самоуверено, но после тоа почна више да паѓаш и паѓаш. Тоа Врати е, се на- се случува. На местото во кујната, ние ќе пробаме и ќе видиме, ќе оценуваме твоето хаос во тањер. Да. Добро. Да видиме сега. Мислих. Ето недоволно Не е варено. добро изблендирано. Не, варено, не доволно варено. Оти со блендерот, ако е убаво варен, ќе се блендира. Ова не е доволно варено. Компирите се. Што мислев оти немаше да бидат печени, но тоа е малку подебела, може не. Ја погодив таа што да е Што беше потенка? Да. Ау, Не се гледам. да, не тиквицата е малку. За жалост, ти кога ги мешаш вкусовите може да се направи нешто убаво. Сосеќа и вкусот на путерот што го стави Да. на почетокот што Да. изгоре. И сиренијето ќе беше интересно. Да, ако церењето ќе беше во добра комбинација со тиквиците, со цвеклото. Да, да. Може би можеше да направи една друга комбинација, да од компирот направи пире, а можеше цвеклото да го изренда па да го искомбинира со сирењето и со тиквиците, ама ето. Имаше Тоа е многу некоја наша имаше размислување. имаше многу можности. Многу можности, на вистина. Негова реализација беше тоа. Искрено очекував многу повеќе, али Татко му е мој идол, татко му е човекот од кој има многу научено. браво. Сигурен сум, ако татко му беше тука денеска, ќе јадеше шамар. Па да. Ја да ти кажам искрено, јас син ми е исто готвач. Секогаш очекуваш од твојот син да направи нешто пубаво од тебе. Го почитувам татко ти, те почитувам тебе и се надевам од и овој искуство што го имаш во емисијата, ќе ти биде нешто што ќе памтиш долгу години. Оти готвењето не е играчка. Готвењето треба да го осеќаш од внатре од тебе. Таткото сигурен сум се трудеше цел живот да направи нешто убаво. Мислење со тебе, ако си до него, ќе направиш, ќе научиш се тоа. Сигурен сум, оти ќе отидеш до тоа, ќе успееш да направиш нешто. Ама ти треба уште многу, треба да научиш организација, треба да научиш, Не знам, Постапката, знаеш, редоследот, Многу- самата организација на намирниците. Да. И да не се буниш кога било што и да видиш пред тебе што ти е дадено, одма да имаш организацијски Да. способности за да си се организираш самиот.
Ме боли. Ме боли од јас Мене како ме татко. криво, знаеш, очекував, вака на прва кога го видов, ентузијаста, едно друго очекував, да речеме, малце повеќе од делот на организација и на работите, тањирот како тањир шарен, Да, има бел бои се. тањир, Па секогаш да израз јадењето. Точно така. Секогаш очекуваш нешто по. Ама колку години имаш? 24. 24. На 24. Почна да дојде паметот, на 19, 18, малку да кажам Малку е потешко, подруго. 24. 24 веќе треба да си по сериозен во тоа што го работиш. Да почнеме да оценуваме. На вкус? Ајде. Што мислиш? А? Ајде. Искрено кажано, на вкус, јас ке дарам тројка. Оти вкусот е тука, ама не... Да, добар, не нешто, отскокнува не. ништо посебно, не Рамен. Да. Рамен вкус. За една- Нема ништо вау, да кажеме. Да, оти на крај на момент го стај тоа пасион фрут. Да, на крај на мисиркиното месо и го дига малку вкусот, ама не. Колку даде ти? Епа, Тука сме. се слага исто со мене. На едно исто Да. рамниште. Тројка за вкусот. Одиме за презентација. Презентација. Исто сум за тројка, оти окей, пак ќе кажам, можеше да се презентира на друг начин, малку поубаво све тоа. Изгубен беше, изгубен. За мене беше изгубен и помага е позади. Ми дојдеше да фрлам таблетот, да дојдам да го правам, ама Тачно. Колку му Јас дадеш ти? ќе му дадам една четврка, добар. надеж за понатака и поттик за да самиот си се преиспиташ што и каде сгреши. Да. Пак ќе кажам, тоа е искуство за тебе да се вратиш и да видиш каде ти беше грешката. Мислата, Замислата му беше Замислата. во ред. Океј му почеток, беше да. и комбинацијата мисиркино со цвекло и сите тие работи, но целата таа замисла ја упропасти, си ја уништи со самото Лоша стартување организација. на све. оти на вистина, убаво да си има нешто крскаво, нешто меко, ти печено, друго меко пире, сос, дига, убаво да се мешат текстурите, убаво да се мешат вкусовите. Тоа е поентата на готвењето. Во готвењето треба да уживаш. Не треба да биде рамно. Рамно беше на вкус. Бараше сега да направиш нешто другше на текстурите, да има нешто, пак кажам, крскаво, меко, све тоа. Океј. И сепак мора да го запазиме и времето што истече. Најголемиот проблем. Да. И намирницата што не ја искористи. Да. Да. Јас пак ќе гласаме. Јас сум за тројка максимум. Не можам да давам појке, извини. До сега тројка, ама тројка ми е за мене и уште малку повеќе што треба да се даде, оти на вистина Јас ќе видам построк. уште построкти. Многу. Добро. Ајде. Ау. Боли. Морам. Океј. Мора, како што долго време више работиш во кујна, некои работи мора да си ги имаш само во својата глава како организација. Не ја сваќај како Не. како нешто свати ја како поучно, како нешто што ќе те поттикне да размислиш каде грешиш за да можеш да напредуваш. Сите ние и ние што сме професионалци по толку години, знаеме да добиеме и негативна оценка за да се преиспитаме каде грешиме. Ти си млад, ако тебе ти ги дадеме сите петки, ќе речеш јас сум супер и ќе стагнираш. Мораш од негатива да отидеш на позитива. Точно така. Да бидеш реален со она што го правиш и да напредуваш се повеќе и повеќе. Оваа професија никад не застанува на почеток. Овде се учи секогаш. Ден денес. Не учиме. Уште ден денес. Тоа е. Нема крај. Има секогаш новитети, нови комбинации, нови вкусови, Но. нови начини на готвење, нови апарати што ни прават на И ние кујната постарите да- можеме да научиме од вас помладите некои работи, али треба основата да ја запазите. Овде, пак ќе кажам, техниките, како се тука, организацијата е хаос, хаотично. Може би Да. да не ти поминеше времето, да беше многу подобро организиран, сосема други оценки ќе добиеш. Али тоа е она што те на почеток те
те пресече. Ајде, Со среќа понатака. дојди ке нас. Имаш поклонче од нашите пријатели од Кристал, имаш Тан, Алва, имаш Лукум, имаш Еленка. Благодариме. Повели, за да направиш неколку убави рецепти. Ова има кашкавал сирење и све тоа што не го употреби денес. За да имаш убави рецепти, сега да знаеш како ќе треба да се употребат нареден пат. Повели. Благодариме. Ние оставаме сега уште од гледачите да дават оценка. Ние сега завршивме задачата. Задачата беше тоа го кажавме наискрено. Да. Криво ми е, очекувавме стварно многу повеќе. Исто Не така. можеме да вратиме назад, Не. не можеме да Не. поправиме. Не. А вие гледачи можете да додавате. Марко, дојди овде кај нас, да видиш, да не гледат сите гледачи. Можете да оцените од 1 до 10, да дадите вашиот коментар, да што мислите од овој рецепт што направи денеска Седат. Бидите искрени. Кажете, ние се гледаме наредната недела со нов учесник, нов кандидат. Ве поздравуваме. Борче, Чао. Седат. Ми беше мило, Поздрав. ама се надевам исто како кажав. Да. Ке поминам за неколку месеци. Ке поминеме да те видиме Обавезно. и тогаш Може. чекам да не изненадиш. Изненадиш. Не е проблем. А вие гледачи се гледаме наредната недела. Следете на социјалните мрежи, Инстаграм, тука сме за